Синоним за летна адреналинска авантура во највисокиот планински град на Балканот, градот на Македониум. И оваа година по 7ми пат ќе се одржи фестивалот Уенин Крушево, и тоа од 30 јуни па се до 2 јули. Токму во овој период, дружењето и градењето летни спомени во Крушево ќе биде незаборавно. Организаторите ветуваат позитивна атмосфера, адреналин, одлична забава и многу љубов. Целта на фестивалот е промовирање на крушевскиот живопис, полн со природни убавини и спортски атракции, будење на адреналинот и желбата за дружење, но и промоција на уметноста, историјата, живите традиции на градот и гостопримството кои тоа како создаваат чувство на топлина. Овој фестивал е од отворен карактер и нема возрастна граница, но има љубов и интересни содржини за секој посетител. Истиот представува силен магнет како за професионалните спортисти и љубителите на адреналинските спортови, така за уживателите на забави. Но со се она што го нуди може да го окарактеризираме и како фамилијарен фестивал. Затоа не ги забораваат и најмладите и за нив има подготвено детско каче на Крушевското езеро, со денска забава, јога, детска трка и многу детски игри. 7 година поред се одржува фестивалот Уенин Крушево или кога си во Крушево. Како е да се опстои 7 години и да се одржува традицијата за еден ваков фестивал? Здраво, најнапред благодарност за вашата покана. Традиционално секоја година даваме интервју на Алфа телевизија. Па искрено ви кажам, не е баш лесно да се опстои во ова тешко време кое што се случува и економска криза и слично. Меѓутоа, аутдор фестивалот Уенин Крушево 7 година поред повторно ќе се одржи во Крушево со поддршка на општината Крушево, Министерство за култура и останатите компании кои застана позади Уенин Крушево и оваа година. Мислам дека ќе имаме повторно едно прекрасно издание каде што ќе ги презентираме убавините на нашиот град Крушево, кој што ги нуди и нормално сите знаменитости, културни, природни убавини и нормално забавниот живот во Крушево. Со какви предизвици се соочувате во текот на овие 7 години во организацијскиот дел на фестивалот? Па околу организацијскиот дел, искрено да ви кажам, со оглед на тоа што ние сме неколку ентузијасти кои што ова го правиме за љубов за Крушево, односно сите имаме постојани работни места и нормално малку е тешко да се организира целиот овој настан. Со оглед на тоа што нашите амбиции се нормално големи, овој фестивал сакаме секоја година да го подигнеме едно скалило погоре. Се трудиме да секоја година понудиме некои нови содржини кои што ќе привлечат повеќе посетители во Крушево и нормално ќе ја збогатат и туристичката сезона во нашиот град. Што ќе понуди овогодинишното 7 издание на фестивалот Кога си во Крушево? 7-то издание Уенин Крушево започнува на 30 јуни, завршува на 2 јули. Традиционално, како секоја година, ги имаме сите наши активности кои што се најбарани, како параглайдинг, јавање на коњи, кајаци, планинарски велосипедски тури, исто така и концертните вечери кои што се неминовни секоја година. Така што започнуваме во петок со пријавување на сите учесници кои што ќе си купат карта на продажната мрежа на МК Tickets. Да напоменам, билетите се само 500 денари. Со билетот за Уенин Крушево добиваат уникатна маичка Уенин Крушево, добиваат бесплатни музејски тури, бесплатни планинарски велосипедски тури, повластени цени за параглайдинг, за кајаци, за јавање на коњи. Така што можам да кажам дека понудата е доста голема. Во петок вечер имаме концертни вечери, сабота наутро ни се активностите со планинарските велосипедските тури. Потоа ги имаме за прв пат оваа година. Имаме трка на 5 км, тоест за повтор пат оваа година имаме трка на 5 км низ Крушевските улици. А како новитети на Уенин Крушево
за прв пат ќе се одржи трейл трка низ Крушевската планина, како и крос-кантри велосипедска трка, која што мислам дека ова година ќе го зголеми адреналинот на нашиот фестивал, а и очекуваме да присуствуваат нормално професионални атлетичари, професионални маунтбајкери, така што мислам дека ова година навистина ќе окрениме по високо ниво самиот фестивал. И како еден трет новитет кој што за прв пат ќе го направиме е саем за храна и пијалаци, кој што ќе се одржува во градскиот парк во Крушево. Тоа нека остане изненадување, ќе има доста традиционални вкусни јадења, ќе има презентација на крушевски специјалитети, чаеви, билки, диџеи, забава, така што не знам дали пропуштив нешто, меѓутоа самата програма ни е доста богата и мислам дека ќе привлечиме повеќе туристи споредбено со претходните години. Поради големиот интерес, како и секоја година, и оваа година имаат обезбедено и камп зона на Крушевското езеро со сите потребни услови, додека оние пак кои што ќе се одлучат за приватните и хотелските сместувачки капацитети, истите можат да ги погледнат на веб страницата www.waynenkruševo.mk. Со оглед на тоа што фестивалот од година во година расте и има новитети, нели, постојано и секоја година се случуваат нови работи, кој се може да земе учество и да биде дел од фестивалот? На овој фестивал нашето видување е дека може да учествуваат од најмалите до најстарите. Пропуштив да кажам дека секоја година мислиме и на најмладите. Ова година имаме организирано на Крушевското езеро, каде што ќе имаме камп зона. Таму организираме дополнително и детски игри, кои што сите оние родители ќе дојдат со помалите, ќе можат да ги остават и да се препуштат, да ги препуштат децата на професионалци кои што ќе се погрижат за нив, а дополнително и за прв пат оваа година ќе имаме и детска трка околу Крушевското езеро, така што освен најмладите може да присуствуваат нормално сите возрастни групи до најстарите, каде што има понуда буквално за сите возрастни генерации, со оглед на тоа што имаме и тури планинарски, велосипедски, имаме и журки, забави, имаме чилаут зона на Крушевското езеро, каде што може да одмараат. Концертите оваа година за прв пат ќе ни се случуваат на ски терените пред ресторан Алто. Ова е исто така еден новитет, каде што мислиме дека баш оваа година фестивалот ќе изгледа на едно малку поразлично ниво и нормално сите оние кои што сакаат да присуствуваат на овој настан, нека побрзат да си купат карти на продажната мрежа на МК Тикетс, како што кажав, цената е само 500 денари. Фестивалот започнува на 30 јуни, завршува на 2 јули. Дали доколку не успее некој да си купи билет на онлайн, дали доколку дојде во Крушево ќе може да си купи билет таму? Да, постои таква можност за сите оние учесници кои во последен момент ќе одлучат да дојдат, можат да си купат билет во нашиот инфоцентар, каде што ќе биде и доделувањето на пакетите сите оние кои што си купиле во петок на 30 јуни од 16 часот до 20 часот. Сите оние кои што се заинтересирани дополнително можат да си купат и билет со една мала напомена, тоа што најголемиот обично интерес е тоа што на нашиот фестивал имаме најуникатни фестивалски маички, така што предноста е тоа што ако си резервираат претходно карта, ќе си ја добијат и бараната величина. Во случај да дојдат баш на самиот фестивал, не можеме да гарантираме дека ќе ја добијат саканата величина на маичка.